Вработени во општинската администрација, во јавните предпријатии, институции, членови на Советот и граѓани од општина Кочани ја реализира акцијата за пошумување на околината на градската депонија. Пошумувањето е во рамки на активностите на општина Кочани за обновување на шумскиот фонд и за намалување на аерозагадувањето. При тоа, поддршка во акцијата дадоа и јавното предпријатие Национални шуми и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Градоначалникот Илиев се заблагодари на одзивот на граѓаните кои учествуваа во акцијата и рече дека последните мерења покажале добри резултати во поглед на намалувањето на загаденоста на воздухот. Ова акција за пошумување која денеска ја почнавме во соработка со Национални шуми и Министерството за земјоделие. Голема благодарност за поддршката од нивна страна и дека ова е само почеток. Денеска пошумуваме, односно засадуваме 1500 садници и со ова темпо ќе продолжиме во наредниот период до кога ќе не дозволат временските услови, се со цел да овие проблеми кои што ги имаме со опожарените подрачја да бидат обновени и да навистина добиеме садници и подобрување на квалитетот на воздухот. Од јавното предпријатие Национални шуми ја пофалија иницијативата на општина Кочани за акцијата за пошумување и рекоа дека и во наредниот период тие ќе даваат поддршка во ваквите акции. Минатиот период каде што имаше огромен пожар на оваа локација, како Национални шуми имаме предвидено санирање на оваа локација со тоа што ќе го работиме во овој есенско-зимски период, каде што ќе има чистење на територијата, каде што има офатено шумски пожари, со тоа ќе продолжиме и со самото пошумување. Министерот за земјоделство Трајан Димковски најави финансиска поддршка од државата за активностите за пошумување, а за што е направено и соодветно законско прилагодување. Последните промени кои што беа направени во Законот за земјоделство и рурален развој, каде што се овозможува на јавното предпријатие Национални шуми да бидат едни од корисниците на мерките за рурален развој, се со цел да се овозможи да подрачјата од ваков вид, дали ќе бидат опожарени, дали ќе има потреба од подигнување на нови шумски насади, едноставно бидат планирани во континуитет и преку целогодишна програма се остваруваат целите зацртаните и се со цел следење на активностите, односно јавна и финансиска поддршка од страна на програмата за рурален развој преку Национални шуми. Во околината на градската депонија на Кочани и во близина на селата Бели и Лешки, каде се пошумуваше, во текот на летниот период од пожари беа оштетени над 150 хектари зимзелена и друг вид шума.